Да, ето откако ги доделивме и наградите за денеска, честитки за оние кои што беа најбрзи и се јавија. Последниот подарок го имаме и за нашата денешна гостинка, но тоа ќе го направиме откако ќе завршиме со денешниот разговор. Во самата најава со Јелена кажавме какви се теми ќе имаме во денешната емисија ние и вие, па и те би сакала да потсетам што е она што последно ќе го разговараме денеска и какви совети ќе дадеме заедно со гостинката која што е со мене во студиото. Дел од прашањата кои што ќе ги поставам, ќе ги кажам и сега како вовет и како најава, а вие размислувајте и слушајте внимателно, затоа што знам дека поголемиот дел од оние кои што не следат во моментов имаат деца, имаат внучиња, па верувајте овие совети ќе бидат и како корисни. Дали вашето дете тешко заспива или не може да го одржи сонот? Како да го научиме нашето бебе да заспива самостојно уште од најрана возраст и колку часа сон е потребно за секое дете? На која возраст, колку часа спиење се доволни за детето да има правилен раст и развој, каде и кога се прават грешки, но уште неколку други прашања кои ќе ги оставиме за малку подоцна во разговорот. Сања Ѓорѓева денеска наша гостинка во ние и вие. Сања, добар ден и добре ни дојде. Добар ден. Благодарам на поканата. Драго ми е што си денеска со нас за да разговараме за една многу важна тема. Не можам да се сетам баш кога последен пат во емисија сме дискутирале за ова, а можеби не сме свесни колку е ова важно кога зборуваме за нашите деца и внуци кои што секако се нешто најважно за сите нас. Да. Така да, сонот е важен за сите, и за децата, и за возрастните. Разликата е во тоа што на нас возрастните ни се помалку сати потребни за да функционираме нормално, децата, нели? Да. Така да денеска ќе се осврнеме на дечињата, на нашите најмили, започнувајќи од новороденчиња па се до 2, 3, 4 неколку години, така натаму. Вие ќе ни кажете какви се примери имате во вашата работа, родители со своји проблеми, прашања и така натаму кои што се обраќаат до вас. Ајде генерално малку да ја опфатиме темата околу децата и сонот и спиењето. Значи, станува збор за една доста актуелна тема, посебно кај родителите, дури и кај родителите кои што очекуваат бебе. Кај сите постои стравот кога ќе се роди детето од непреспаните ноќи. Ние веќе известно време работиме со родители кои што имаат проблем со спиењето на дечињата и пробуваме да им ги решиме проблемите, односно пробуваме да им направиме и успешно го правиме тоа, им вметнуваме некои ред и рутина во текот на денот, ги учиме да заспиваат сами, за да можат да ја преспијат ноќта без будење. Секако за различен возраст постојат различни методи, дали ќе се разбуди детето за доење во текот на ноќта, за исхрана. Меѓутоа, дури и децата кои што цицаат и децата кои што се на дохрана можат и се спремни да ја преспиваат целата ноќ веќе од 6-тиот месец па понатаму. Така што ние работиме со родителите и со дечињата, им наметнуваме, да кажеме, некои рутини и навики кои што им помагаат да ја преспијат ноќта. Така. Ова е многу важно, посебно за оние кои што можеби за прв пат стануваат родители и тука се поставуваат многу прашања, многу стравови во главите на родителите, што ако вака, што ако така, па дали ќе постапам правилно, па што ако таа навика оди понатаму до 2 до 3 години, па во градинка. Да. Така што навистина не е нешто наивно, туку е нешто што станува навика за понатаму во животот. Да, дефинитивно не е нешто наивно и најчесто родителите веруваат дека детето ќе порасне и ќе го надрасне проблемот и многу често чекаат да наполни 2 години, па ајде после втората година ќе речат па ќе почекаме до третата година, верувајќи дека како што ќе расте детето, така и ќе се намалува проблемот. Меѓутоа, ние имаме искуство со деца кои што до 10 години, до 11 години имаат проблеми, до 10-11 години спијат со своите родители во ист кревет или се будат во текот на ноќта, така што тоа е проблем кој што треба да се реши, да се работи на тоа, да, и да се свати малце посериозно ситуацијата, затоа што неспиењето може да предизвика и здравствени проблеми, може да предизвика и последици во како што детето расте. Значи, децата кои што не спијат, концентрацијата им опаѓа, склони се кон дебелење. Значи, има многу фактори кои што се поврзани значи, со спиењето и многу е важно да се направи здрава рутина
кога станува збор за спиење. Така што колку порано ќе се свати проблемот и колку порано ќе почне да се вметнува рутина и здрава навика на спиење, толку полесно ќе се реши целиот проблем, дури може да се случи да нема воопшто, да не настане проблем со спиење, ако родителите што од сам почеток почнат да прават одредени работи кои што да кажеме ќе му помогнат на детето да воспостави здрави навики и рутини кога станува збор за спиењето. Така, има родители кои што велат до детето е, без разлика дали станува збор за спиењето или за тоа што јаде, што не јаде или некои други навики. Дали постои вистина во тоа до детето си е? Или ние го правиме детето да биде такво? Или како да се изразам? Не, значи не постои до детето е. Факт е дека сите родители тоа ќе го кажат, такво е детето. Да. Меѓутоа не, значи не спиењето е или медицински проблем или навик. Кога станува збор за медицински проблем, ги препраќаме нашите клиенти да се обратат кај своите педиатри и да превземат понатамошни чекори за кои што ние не сме надлежни. Меѓутоа кога станува збор за навика и најтемпераментното дете може и е спремно да научи да заспива. Обично родителите ќе кажат дека затоа што ние најчесто инсистираме децата да заспиваат во одредено време кога што на нив им е природниот прозор за заспивање, кога нивното тело е подготвено да заспива и кога треба да заспие. Тоа време обично е измеѓу кај некои деца дури и 6 навечер, 7, најкасно 8. Значи 8 саат веќе најкасно да бидат заспани. Меѓутоа најчесто родителите кога ќе им предложиме, кога ќе им кажеме кога треба да заспиваат нивните деца, најчесто ќе кажат нема шанси тогаш да заспие, тогаш е најактивно, до 9-10 саат си игра, трча. Меѓутоа активноста во тој дел од вечерта е поради тоа што не заспало на време. Кога нема да заспијат на време, почнува да се лачи хормонот кортизол, кој што го зголемува нивото на шеќер. Со зголемено ниво на шеќер, дечињата многу потешко заспиваат или се многу активни. Значи, буквално состојбата која што родителите ја гледаат во 10-11 саат навечер и не може да заспие детето, тоа е затоа што не заспало на време, затоа што е излачено голема количина на шеќер и едноставно многу е потешко тоа заспивање. И дури и кога ќе заспие, многу почесто се буди во текот на ноќта. Значи, веќе мораме да размислуваме за здравствените придобивки или последици кога станува збор за спиењето. Да. Значи има многу работи се поврзани со спиењето. Колку е важен сонот за детето, толку е важен сонот за мајката и за таткот. Затоа што кога и тие не се наспани во текот на ноќта, кога и тие се будат на секој саат-два, веќе целото функционирање на фамилијата е нарушено. Значи почнува и кај мајката да се јавува нервоза. Едноставно сето тоа е поврзано со спиењето. Така што ние се надеваме дека со сето ова што го работиме, сакаме да им покажеме на родителите дека не е нормално детето да се буди толку често во ноќта, не е нормално да заспива касно и кога ќе ни кажат ете, родители сте, како мислите вие да старете, така и ние сме поминале. Значи не е нормално. Постои решение и тоа се обидуваме да ги едуцираме родителите, сакаме да вметнеме некои стандарди кои што во Европа и во Америка постојат повеќе од 30 години, повеќе од 40 години. Ние пробуваме да го донесеме целото тоа знаење и во нашата земја и да почнеме да работиме со родители, едноставно да им го олесниме целиот процес. Така. Ќе се навратиме и на на што го зборувавме пред да започнеме со емисија околу спиењето во градинка, што исто така е многу важен момент за дневно спиење, бидејќи до која возраст децата отприлика треба да преспиваат? До 4 години се препорачува, со тоа што после 4-та година се препорачува да има 45 минутен одмор. Значи, во тие 45 минути, да кажеме околу 13 или 14 саат кога заспивало детето во текот на денот, да се чита или некоја книга или да се раскажува некоја приказна, да, мирување. Не мора да заспие, меѓутоа е потребно тоа мирување. Така. Исто така голем проблем кај родителите е она заспивање или нишкање во раце за да заспие. Кога еднаш, два пати, три пати бебето ќе се научи така, потоа на поинаков начин нема ни да заспие. Како родителите да си помогнат во тој момент? Верувам дека секој родител го сака најдоброто за своето дете и смета дека во дадениот момент го прави најдоброто, но можеби не размислува дека понатаму ќе си има проблеми. Да. Значи,
една од причините поради кои што ние сме успешни, поради кои што децата ја преспиваат целата ноќ, е начинот на кој што заспиваат. Значи, дете кое што е научено да заспива со нишкање, во количка, доење, значи на било кој начин со помош на родителите, во текот на спиењето сите деца поминуваат низ циклуси, низ одредени рем фази. Еден циклус трае измеѓу 45 и 90 минути, зависи од возраста на детето. При преодот од еден во друг циклус довеѓа до краткотрајно будење. Децата што не знаат сами да заспијат и да се смират, кои што заспале со родителите, во тој преод се будат најчесто и бараат повторно родителите да ги презаспијат. Затоа што ако детето заспало во раце кај мајката и кај таткото, детето заспано се спушта во кревет. Кога ќе го помине циклусот, значи детето се буди во кревет во средина во која што е на еден начин непозната за него. Да, затоа што кога заспал бил на друго место. Бил на друго место и сега одеднаш се буди и не знае што да направи. Значи не се буди детево зашто не сака да спие, едноставно не знае како само да продолжи да спие. Кога родителите ќе одлучат дека е веќе доста и дека сакаат да му воспостават некои навики, да престанат будењата во текот на вечерта, треба да работат на тоа да го научат да заспива сам. Затоа што една навика многу лесно се заменува со друга. Нишкањето многу лесно може да го заменат со доење. Или кога ќе одлучат родителите дека веќе мајката ќе одлучи дека крај веќе нема доење во текот на ноќта, со надеж дека ако престанат доењата ќе престане и будењето. Меѓутоа не го заспиваат со доење, но почнаа да го заспиваат со раце со нишкање. Така што пак на еден начин го добиваме истиот проблем. Некоја навика постои. Пак има некоја навика која што е проблемот и детето пак не ги преспива ноќите. Така. Кога е време да детето почне само во друга соба да спие? Да не биде нели во иста соба со родителите во креветче, туку да си биде во своја детска соба. Да. Тука би кажала кога ќе бидат спремни родителите. Значи, во првите месеци, првите 3, 4, 5, дури 6 месеци, се препорачува детето да биде во собата со родителите, додека е се уште толку мало. Меѓутоа, дете кое што веќе се врти убаво на двете страни, кое што го има рефлексот ја дига главата, кое што му е потребна исхрана во текот на вечерта еднаш или максимум 2 пати, веќе тоа дете може да се префрли. Меѓутоа, овде е повеќе фактот родителите. до родители. Некогаш детето е спремно, родителите не се спремни, па останува детето со нив, што не е погрешно. Значи секој родител си знае најдобро за нивната фамилија како функционира, меѓутоа повеќе подобар одговор е кога родителите се спремни отколку кога детето е спремно. Да, кога станува збор за префрлање. Да, кога станува збор за префрлање. Го имаме ситуации каде што родители спијат во исти кревет со децата. Тука веќе можеби на почетокот им е сето тоа посладко и поинтересно дека се мали бебиња, меѓутоа како што они ќе растат, се вртат на сите страни децата и едноставно се поголем и поголем простор се земаат од креветот. Да, родителите или едниот родител ќе се iseli во друга соба, па детето спие само со мајката, да. Така што и доколку тоа им одговара на родителите и доколку немаат они проблем со тоа нивното дете да спие со нив во соба, не го сметаме ни ние како проблем. Меѓутоа сепак дури и спиењето во исти кревет и дури и детето да остане во креветот со родителите, треба и тоа дете да знае дека заспива само и дека не треба мајка му или татко му да го заспијат. Така, дека треба само да заспија. Так. Пред официјално да го започнеме разговорот, ми раскажавте за некои примери на луѓе кои што доаѓаат кај вас за да се обратат за совет. Споменавте дека има родители кои дури до 2 до 3 години детето го заспиваат со возење во количка. Да. И така натаму и ред други примери кои што не се за осудување, значи никој не осудуваме сега, туку наведуваме нели што може да се исправи во иднина. Секако. Кога ќе се најдат родителите во една ситуација каде што детето не заспива, значи почнуваат со нишкање, почнуваат со доење, гледаат дека и едното и другото не функционира, едноставно секој од нас инстинктивно и природно ни доаѓа да најдеме секој можен начин за да заспие, за да заспие, зашто колку му е потребен сонот на детето, толку е потребен и на родителите. Така што во целиот тој да кажеме очај некој во кој што ќе се најдат во тој период, пробуваат се, меѓу кои што најчесто
најчесто е и возењето во кола. Значи, многу често се случува до големи, 2-3 дури 4 годишни деца да ги возат во кола низ градот за да заспие детето, да зацврсти убав сон. Да, за да не се разбуди кога го. И значи тоа возење некогаш е саат, 2, некогаш и 3 сати може да се вози детето цело време низ град за да заспие, па после да ги префрлат во својот кревет. Тоа секоја вечер? Па кај родители, да. Да, кај некој е секоја вечер. Тоа е веќе измачување за самите родители реално. За сите, да, и за детенцето и за самите родители, меѓутоа не е како што кажа, не е ни тоа за осудување, едноставно е начин кој што они виделе дека функционира кај нив и дури не име проблем веќе да го прават тоа, едноставно и они се навикнуваат на тој начин и го возат секоја вечер се додека не заспие за да го префрлат во креветчето. Интересен е фактот што кога ќе почнеме со родителите да работиме, они сите, значи сите до еден кажуваат дека нема шанси нашето дете да заспие, нема шанси, ние све сме пробале. Се сум пробала, се што ќе кажете, се сме пробале, нема шанси да го успиеме кој што треба. Меѓутоа се изненадуваат кога ќе видат дека само за 2-3 дена веќе будењата не само што се навикнува, туку и будењата се намалуваат за повеќе од 80% во првите 2-3 вечери. Што значи дека некогаш е потребно многу малце за да почне детето да создава здрави и убави навики, отколку како што родителите веруваат дека ќе трае тоа со месеци. Така. Исто така важно е она што се случува кај децата кога почнуваат да одат во градинка. Додека се дома со родителите или бабите и дедовците, се стекнуваат едни навики во врска со спиењето, но доаѓа момент градинка каде што околу пладне 12 часот е она дневно спиење. Барем во градинката каде што оди мојата ќерка, но верувам дека од прилика во сите градинки тоа е периодот кога децата се заспиваат. Многу деца не сакаат да спиат затоа што претходно дома не се научени, но исто така голем проблем е што дел од родителите си ги земаат децата пред да дојде периодот за спиење, затоа што се убедени дека нивното дете нема шанси да спие. Што тука им велите на родителите? Мислам дека со нив и тука треба да се работи. Да, дефинитивно многу тесно е поврзано дневното спиење со ноќното спиење. Дете кое што не спие во текот на денот најчесто има проблеми со ноќното спиење. Или дете кое што заспива касно или дете кое што се буди касно, значи многу тесно е поврзано дневното спиење со ноќното спиење. Деца кои што одат во градинка до 4, значи како што кажав, до 4 години се препорачува, значи би требало сите деца да спијат. Децата кои што одат во градинка на овој или на оној начин, едноставно учителките во градинка си имаат свој принцип и свој систем и децата учат таму да спијат, можеби нема да спијат првите денови кога се навикнуваат на самата нова средина, меѓутоа после со тек на време учителките имаат начин да ги научат едноставно да ги стават децата да спијат и сите деца спијат. Дури моја препорака е родители кои што во дома децата не им спијат, моја препорака е да ги оставаат во градинка, зашто на овој или на оној начин они во градинка ќе спијат и ќе научат да спијат. Спиењето во градинка, одморот е многу важен. Многу е важен за детето, за расположение, за раст, за развој. Не е туку така кажано дека детето расти и се развива со спиењето. Тоа е вистински е така. Значи растат и се развиваат со спиењето. Така што наместо да ги земаат пред градинка затоа што детето не сака да спие или не спие во текот на денот, моја препорака е да ги остават, затоа што таму учителките работат со нив и ќе им воспостават ред која што ќе си ја зацврстат со тек на време и дури тогаш може да се случи и викенди кога е дома детето да почне да си го бара спиењето, зашто му е потребно. Така. Бидејќи во текот на цела недела си спиел во тоа време и сега и сега ќе почне да се навикнува, си доаѓа до значи, многу е важно во текот на денот, како што кажав, спиењето е многу важно. Многу често се случува кај родителите во текот на денот да имаат мала дремка или да не спијат децата, навечер ги легнуваат касно, почнува цела вечер се буди, па од умор спие, да кажеме, до 12 саат, попладне се буди. Значи, целиот тој ред е целиот ред е измешан и едноставно се вртат во круг. И тука многу често се случува не знаат како да
престанат и како да го пресечат моментот од сега да му стават ред. Значи, ако родители кои што имаат проблем со децата што стануваат многу касно, секогаш е најдобро едно утро да одредат кога ќе го разбудат. Некогаш е подобро да се разбуди некаков ред. Да, значи да се разбуди и да почне да се воспоставува нов ред и рутина и да бидат во тоа константни. Зашто секоја навика што е направена не може туку така и одеднаш да се среди. Потребно е многу голема константност кога се работи со децата и кога сакаме да одвикнеме некоја навика. Така што колку повише се константни, колку повише мајката и таткото и двајцата се сигурни во тоа што го сакаат и двајцата се со исти размислувања, значи се согласуваат во тоа, толку побрзо и поуспешно ќе биде целиот процес одвикнување на некоја навика кај децата. Так. Исто така родителите често знаат да кажат дека барем во попладневните часови сакаат да го изнесат детето, да се истрча, да се изигра, за да се измори полесно и можеби ќе си легне порано и ќе спие непрекинато во текот на ноќта. Има врска тоа, затоа што јас знам неколку примери на родители кои што го правеле тоа, баш напротив, детето уште повеќе му работи мозокот во текот на ноќта и се буди, па дури изборува, нели? Да, дефинитивно. Значи, многу влијае исто кај спиењето темпераментот и карактерот на детето. Има некои деца кои што се флексибилни и кои што не им влијае тоа дали во каква средина биле во текот на денот, дали имало многу бучава, дали спиело кај баба и кај дедо или во количка. Значи, има едноставно деца кои што немаат проблем. Меѓутоа, деца кои што се малце поактивни, кои се малку потемпераментни, многу е важно за да преспијат ноќта, многу е важен и многу влијае денот. Каков ден имале? Ако значи малце потемпераментни и активни деца, они обично и приметуваат многу ситници. Сето тоа што го преживуваат во текот на денот го преживуваат на спиењето. Да. Така што сето тоа што настојуваат да ги преморат, уствари, како што и кажа, прави спротивен ефект. Преморувањето најчесто води до касно заспивање и до будење во текот на ноќ. Дури и да заспие некогаш порано, ако било преморено во текот на денот, чести се будењата во текот на ноќта и може да се случи и рано станување пред 6 сат. Така што многу е важно да спијат во текот на денот. Колку повеќе спијат во текот на денот, толку повеќе спијат и навечер. И тука многу родителите имаат мислат дека не е така, посебно дечиња што се до 9 месеци се препорачува да спијат 3 пати во текот на денот, да спијат вкупно 3,5-4 сати во текот на денот во распоредено во 3 дремки. Сега родителите дури и тоа некогаш веруваат ако спие толку нема шанса да заспие навечер или ќе се буди, али е напротив, да. Едноставно на децата им е потребен сонот. Така. Сања, каде можат да те најдат сите родители кои што можеби се пронајдува во дел од вашите зборови? Каде да те најдат, каде да те контактираат? Ми кажа дека задутре ќе има и некое случување? Да, на 11 имаме отворен ден. Значи, пред известно време отворивме Центар за здрав сон, кој што се наоѓа под државна болница на паркингот. Значи, во просторот покрај индивидуалните консултации кои што ги обавуваме со родителите, наскоро ќе започнат да се одржуваат и предавања, групни едукации. Покрај едукациите за сонот, ќе имаме и едукации од стручни надворешни лица, медицински лица, кои што ќе едноставно ќе биде едукативен центар за родители на деца до 6 годишна возраст. Така што во нашиот центар ќе можат да најдат и совети за здравието, за здрава исхрана, за здравиот сон за нивните дечиња. Во колку часот ќе се случува тоа за да знаат дали бидејќи работен ден, нели? Да, во отворениот ден ќе биде отворено од 10 до 5 часот. Планираме на 18, мислам дека веќе уште не сме објавиле, имаме закажано предавање кое што ќе биде во 5 часот, меѓутоа ќе објавиме на социјалните мрежи, можат да не следат на доктор Гуднајт на Facebook или исто drgoodnight.mk на Instagram. Оттаму објавуваме исто и многу интересни совети кои што реално можат да им помогнат на родителите. Можат да се јават, да закажат консултација и да им помогнеме и на нив да ги остават невреспаните ноќи во минатото. Добро е што постоите, што има некој да ни помогне, кога можеби не можеме самите да си помогнеме, иако родителите секогаш знаат што е најдобро за своето дете, во одредени ситуации сите треба да побараме совет, да побараме помош и да не се срамиме да го направиме тоа, затоа што за се има некој што повеќе знае од нас, нели? Така е, не се ни самите родители криви, едноставно не сме можеби доволно, не знаеме доволно колку е важен сонот и начините на кои што може да им направиме здрави навики за спиење. Така.
Сања, многу ви благодарам што дојдовте денеска. На самиот крај од разговорот ќе ви подариме нешто што ни го даваат нас, нашите пријатели Мако Маркет. Тоа се Есекс прашок за перење и Ава средство за миење садови. Дали си ги користела, не знам, нема ни да те прашуваме. Вие си знаете како се тоа си го регулирате во вашиот дом, но ние ќе ви дадеме да ги пробате овие производи од нашите пријатели, па се надевам дека ќе ви се допаднат. И ви благодарам многу за денешното гостување. Се гледаме во некоја наредна прилика со нови совети. Ви благодарам и на вас на поканата. Задоволство ми беше. Така. Драги мои, го заокружуваме денешното дружење. Ви благодарам што бевте со нас од 10 часот, па се до самиот крај. Се гледаме повторно утре во истиот термин. Останете со Канал 5. Пријатно.